Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е председателката на Државната комисија за спречување корупција Билјана Ивановска. Господи Ивановска, локалните избори завршија. Колку пријави до вас стигна за изборни нерегуларности? Па вака, од граѓани пристигна 45 пријави. 6 предмети ние отворивме по наша собствена иницијатива, а 3 пријави добивме од организатор на изборна кампања, за кој што одржавме јавни седници и веднаш во рок од 5 дена, кој што е пропишено во законот, ги донесовме нашите одлуки. На што се однесуваат пријавите? Пријавите најчесто се однесуваат за вработувања, за прекршување на членовите 8а, 8б од изборниот законник, за спроведување на некои градежни работи, така, во принцип на тоа. Кога сме кај изборите, дали политичките партии и учесниците во нив поднесоа финансиски извештаи до антикорупцијска? Во принцип, политичките партии поднесоа финансиски извештаи, меѓутоа има некои кои што не се политички партии, туку се здружени гласачи или како да ги речам, кои што сметаат дека не треба да поднесат финансиски извештаи поради тоа што не оствариле некаков приход. Ова е поради тоа што не се доволно информирани, претпоставувам. Меѓутоа, како и да е, за сите изборни нерегуларности и за сите финансиски случувања во текот на изборнава кампања од аспект на донатори, поддржувачи и така натаму, ние поднесуваме до Собранието на Република Северна Македонија посебен извештај во кој што ги потенцираме сите случувања во текот на изборната кампања, сите прекршувања на законските одредби во текот на кампањата, меѓутоа и сите оние настани кои се случија, кои не значеа прекршување на изборниот законник, меѓутоа значеа суптилно влијание врз гласачкото тело. Беа темпирани настани да се случуваат токму во време на изборната кампања за да се влие врз гласачите. Новите градоначалници и советници имаат обврска до вас да ја пријават имотната состојба и конфликт на интереси. Колку од нив досега тоа го направиле? Досега 1 градоначалник поднел анкетен лист и 3 советници. Неодамна ние пред почетокот на седницата дадовме соопштение до сите советници и градоначалници ново избрани, но и на оние што им истекува мандатот, укажавме на сите законски обврски што ги имаат во однос на поднесувањето на анкетните листови, меѓутоа и понатаму исто така обелоденивме уште некои членови од законот кои што треба да им бидат корисна алатка за да не се доведуваат во состојба на судирни интереси. Имаат ли рок до кога тоа треба да го сторат? Да, 30 дена. 30 дена. Рокот е законски 30 дена. Во меѓувреме објавивте дека 710 функционери не поднеле анкетен лист до антикорупцијска. Ќе сносат ли никаква одговорност? Па ние направивме една анализа, испоредивме со податоците од службен весник кои се избрани, кои се разрешени функционери и утврдивме дека 710 од нив не поднеле анкетни листови до Државната комисија за спречување на корупција. Сега, овој момент ќе се осврнам на два аспекти на моментот. Првиот аспект е тој што одговорните лица во тие институции не доставуваат информации, а тоа им е законска обврска, не доставуваат информации за промените што настанале во таа институција, било да е некој назначен нов или разрешен стар функционер. Од тие причини ние одевме со таа анализа да бараме преку службен весник податоци. Сега во службен весник не се објавуваат и личните податоци, односно нема матичен број, затоа се не идеме во наредна фаза, значи да утврдиме точно кои се тие со матични броеви и така натаму. Следен чекор ќе биде подготовка на платен налог, тоа е можност да се платат пола од казната, доколку тоа не го подмират, понатаму се оди прекршочна постапка каде што ќе се ја платат целата казна. До обвинителството поднесовте иницијатива за кривична одговорност за случајот со Holiday Inn, каде треба да никнат висококатници. За лицата кои учествувале во донесување на детално урбанистичкиот план. Но се уште немате одговор. Што мислите, зошто од обвинителството со месеци се чека одговор на иницијативата? Мислам дека најдобар одговор ќе даде обвинителството. Зошто? Ние можеме само да претпоставуваме.
Мене искрено не ми е јасно зошто, заради тоа што ние дадовме многу добро обработен пример во предмет, кој што ги содржеше буквално сите елементи и мислам, моја предпоставка е дека не им треба многу време за да ги собираат податоците, затоа што се работи за еден конкретен детален урбанистички план, односно да соберат една папка за планот од општината и во таа папка се содржани сите овие податоци и информации кои што се однесуваат на злоупотребата на споменатите лица во таа кривична пријава. Така што искрено не знам и се чудам, мислам дека може со јавното обвинителство и заеднички да она што ние сме го откриле до сега да им биде од помош. Зошто така се случува, наистина не ми е јасно. Очекувате ли обвинителството кривично да гони за случајот? Ја можам да посакувам, а што ќе очекувам? Више не очекувам ништо. Значи, ако не добиете одговор набрзо од обвинителството, инвеститорот ќе може да гради кај Holiday Inn? Не се знае тоа. Значи, сега имаме нов совет, имаме нов градоначалник, они може да си преземат мерки, може би градоначалникот ќе има доволно храброст, ќе ги врати комуналите, значи, може би, мислам дека треба да се вашите прашања да ги адресирате и сега до новите советници, до новиот градоначалник, затоа што ако се сака, има решение. Иста судбина се очекува да доживее и просторот кај фабриката Треска во центарот на Скопје. И таму според вас има неусогласеност на ДУП-от со ГУП-от. Какви се досегашните сознанија за овој случај и докаде е предметот? Ние на ист начин го работиме и тој предмет и ќе излеземе исто така со кривична пријава за оние кои што биле чинители во текот на процесот на донесување на тој детален урбанистички план. Еднаш реагиравме таму, бидејќи комисијата која што требаше да прави идејно решение за тој простор беше составена и од собствениците на просторот, нели, на парцелите. Тоа според нас представува судирни интереси, бидејќи тие не може да се одлучуваат за нешто од кој што тие треба да имаат личен приватен интерес. Претходниот градоначалник и советот го пониште тој состав на комисијата, односно одлуката за основање на таа комисија. Сега очекувам дека ќе направат нешто ново, ќе донесат нова одлука, ќе формираат комисија, ќе излезе некое идејно решение за тој простор. Во секој случај имаат и механизам да направат и суспензија на планот, новиот, нели, измените во законот тоа го дозволуваат. Мислам дека ако се има волја, може да се уреди се. Од 2019 чекате одговор за иницијативата за кривична одговорност за лицата од Државната изборна комисија кои учествувале во тендерот за печатени материјали за гласање. Побаравте проактивност од институциите и побрзо решавање на иницијативите. Колку од вашите иницијативи всушност се прифаќаат? Сведоци сте вие, гледате дека не се прифаќаат баш многу, односно многу е мал процентот за оние што се прифаќаат. Конкретно за оваа кривична пријава, ние уште тогаш напоменавме дека можно е да истечат роковите, може се играт и на таа карта, не знам. Важно, ние сме ја пределе додека не е бил истечен рокот, во рок. Не знам што да кажам, ние повикуваме, Европската комисија повикува да бидат проактивни. Значи, пак ќе кажам, уредувањето на нашава земја, намалување на криминалот и корупција и недолично однесување зависи од сите чинители во општеството. Ако сакаме ние да направиме едно општество добро за сите, тогаш тоа само од нас зависи, од никој друг. Во извештајот на Европската комисија има пофалби за работата на антикорупцијска, но при тоа и се наведува дека напорите за подобрување на незино функционирање треба да продолжат, особено со доделување на кадар и средства за негово регрутирање. А има ли слух од владата за ова? Не можам да речам дека нема, со оглед на тоа што во буџетот сега ни одобрија за нови вработувања средства. Меѓутоа, генерално, можам да кажам дека процесите многу споро одат во смисла на обезбедување на нормални услови за работа за Државната комисија. Ние имавме големи предизвици од просторни, од човечки услови, од материјални услови. Просторниве се решија после 3,5 години. Значи, и тоа во зграда која што е направена пред повеќе од 5-6 години. Значи, зградата постоела тука, зошто требало да се чека толку многу? Сакам да кажам, се некако е како некој се иде споро.
А всушност работите не се за споро делување, треба побрзо да се делува, треба побрзо и да се екипираме. Се некако има нели законски пречки, не знам, не можеме да го зголемиме бројот на вработените согласно функционалната анализа, затоа што првин требало да се пополни по старата систематизација, па после по новата систематизација. Но од друга страна гледаме како масовно се екипираат други органи, кабинети и така натаму, така што да кажам, мислам, има нели формална поддршка, меѓутоа не знам во суштина колку е таа вистинска. Владата спроведува кампања, сега се е јавно, корупцијата не се исплати. Треба ли владата да ги спроведува овие кампањи или антикорупцијска? Се разбира дека антикорупцијска. Мислам, владата треба да биде многу рационална во трошењето на буџетските средства. Ние спроведуваме ваква кампања со поддршка на ИПА проект. И владата знаеше, беа информирани дека ние имаме таква кампања, меѓутоа одговорноста за трошењето на парите сепак е нивна, така. Но сепак мислам дека најдобар пример и најдобра кампања на владата за борба против корупција е нивниот личен пример и нивните политики што ги водат, така што една кампања, не знам колку пари да потрошат, не може тоа да го покрие. Што значи дека лично мислам дека не треба владата да води такви кампањи. Покажува ли владата личен пример? Па тоа јавноста го гледа и го цени, нели? Колку овие кампањи се навистина важни или поважно е предметите на кои што работите да имаат брзо разрешница? Предметите се важни, меѓутоа знаете како, ние не сме суд, не сме обвинителство, нашите предмети немаат таква разрешница како што би сакале граѓаните да видат. Од бројните предмети ние влечеме заклучоци со какви појави се соочува нашето општество, како и какви системски пропусти има во законската регулатива. Тоа е нашата улога пред се, превентивна улога што ја има оваа комисија. Нас не се важни предметите, затоа што врз основа на нив ние ги влечеме конечните заклучоци за појавите и ги даваме препораките. Чекорот понатаму треба да го спроведат оние кои што се одговорни за промена на законите, за донесување на законите онака како што треба, без коруптивни елементи и конечно за имплементација на законите онака како што треба да се, а не да се бараат постојано, како што би рекол народот, дупки во законите за да се извлече лична корист. Ви благодарам за издвоеното време. Молам. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.